Добар ден, драги ученици! Јас сум Љупка Ивановска-Талевска, наставник по математика во Основното училиште Коле Канински, Битол. Денес ќе зборуваме за множење и делење степени со еднакви основи. Што е тоа што треба да го научиме, односно да го знаеме од оваа лекција? Треба да користиме степени со степенов показател 0, со степенов показател позитивен или негативен цел број, како и законите за множење и делење на степени, чии степенови показатели се позитивни цели броеви. Исто така ќе собираме, одземаме, множиме и делиме цели броеви и ќе работиме со броеви, алгебарски изрази и равенки и ќе применуваме често користени алгоритми. Најнапред, што е тоа степенов показател? За да го објасниме поимот степенов показател, ќе го разгледаме вредноста на степенот 5 на трета, или 15 на квадрат, или 2 на четврта, или некој сличен степен. Ако прво го разгледаме степенот 5 на трета, што представува тој степен 5 на трета? Тоа значи дека бројот 5 треба да се помножи сам со себе 3 пати. Значи, бројот 5 се множи сам со себе 3 пати. Бројот 3, кој ни покажува колку пати треба бројот 5 да се помножи сам со себе, се вика степенов показател или експонент. Значи, бројот 3 ни покажува дека петката се множи сама со себе 3 пати. Бројот 5 пак се вика основа. Бројот 5 е основа. Степеновиот показател или експонентот, во случајот бројот 3, покажува колку пати основата треба да се помножи сама по себе. 5 на трета еднакво на 5 по 5 по 5. Значи, бројот 3 покажува дека петката се множи сама со себе 3 пати. Тоа е еднакво на 25 по 5 или 125. Во следниот пример, 15 на квадрат, бројот 2 рековме се вика степенов показател или експонент и покажува колку пати основата, односно бројот 15, се множи сама со себе. 2 ни покажува дека основата, т.е. бројот 15, треба 2 пати да се помножи сама по себе, 15 по 15, а тоа е 225. Во примерот 2 на четврта, бројот 4 ни покажува дека основата 2 4 пати се множи сама со себе. 2 по 2 по 2 по 2. Тоа е еднакво на 4 по 2 по 2. 4 по 2 е 8, по 2 16. Еве уште неколку примери. Сега обратно, да ги запишиме во вид на степен. Значи сега имаме тука 3 по 3 по 3 по 3 по 3, треба ние скратено да го запишиме. Тука е запишано во развиена форма, а ние треба да го запишиме во скратена форма. Како оди тоа? Основата гледате е иста. Тројката се појавува колку пати? 3 зброиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значи, тројката се множи сама со себе 6 пати. Како тоа ќе го запишиме скратено? 3 на 6. 11. Колку пати се множи сам со себе? 4 пати. Скратено се запишува 11 на четврта. 2 по 2 по 2 по 9 по 9. Двојката, бројот 2, колку пати се множи сам со себе? Еднаш, два пати, три пати. И затоа скратено пишуваме 2 на трета. Деветката, колку пати се множи сама со себе? 2 пати и пишуваме по 9 на втора. А по А, по Б, по Б, по Б, по С, по С, по С. А, колку пати се множи сама со себе? 2. А на втора. Б, колку пати се множи само со себе? 3 пати, пишуваме Б на трета. С, колку пати се множи само со себе? Исто 3 пати, пишуваме С на трета.
Исто така треба да обрнеме внимание дека кога множиме букви, често пати ќе забележите и во учебникот и на други места дека знакчето по меѓу нив не се пишува, односно се изостава, меѓутоа тоа се подразбира. Дали ќе напишеме А на втора, по Б на трета, по С на трета, или ќе напишеме А на втора, Б на трета, С на трета, тоа е исто. Значи, кога множите и меѓу букви, а не броеви, тогаш често знакот за множење не мора да го пишувате, нема да го видиме. М по Н по М по П по Н по М. И сега си одиме. М. Колку пати го среќаваме? Една и два пати, три пати. Значи М колку пати се множи сам со себе? Три пати. Пишуваме М на трета. Н по Н, Н на втора. П само еднаш по П. И рековме ова можеме да го запишеме М на трета, Н на втора, П. Не е грешка и да стои знакот за множење, меѓутоа натаму гледајте да го избегнувате кога имаме букви. Еве уште неколку примери. Пресметаја вредноста на степените. 2 на 6. 2 на 6 рековме што значи? Значи дека бројот 2 треба да се помножи сам со себе 6 пати. Бројот 6 се викаше експонент или степенов показател, а бројот 2 основа. Шеската ни покажува дека бројот 2 треба да го помножиме сам со себе 6 пати. Ако го помножам бројот 2 сам со себе 6 пати, што ќе добијам? 2 по 2 по 2 по 2 по 2 по 2. 2 по 2, 4 по 4 по 4, тоа е 16 по 4, 64. 1 на 5. Степенот 1 на 5 што значи? Дека бројот 1 треба да се помножи сам со себе 5 пати. Ако помножам бројот 1 сам со себе 5 пати, што ќе добијам? 1 по 1 по 1 по 1 по 1, пак ќе добијам единица. Значи, кај единицата? Каков е број да имате во експонент? Позитивен, цел број, тогаш тука пак ќе се добие единица. 25 на прва, што значи? Дека бројот 25 се множи сам со себе еднаш и ќе си добиеме пак 25. И 8 на трета е еднакво на 8 по 8 по 8, или тоа е еднакво на 64 по 8, еднакво на 512. Да помножиме степени со исти основи. Како се множат степени со исти основи? Ако го разгледаме производот 5 на трета по 5 на четврта, што ќе добиеме? 5 на трета рековме значи 5 по 5 по 5, а 5 на четврта 5 по 5 по 5 по 5. И сега ако ги помножам, ќе добиеме 5 по 5 по 5, по 5 по 5 по 5 по 5, или колку вкупно имаме петки? Тука 3. И тука што имавме 4, тоа се вкупно 7 петки. 5 на 7. Скратено значи, како се пишува? 5 на трета по 5 на четврта е еднакво на 5, на 3 плюс 4, или тоа е еднакво на 5 на 7. Аналогно на ова, 6 на 6 по 6 на втора ќе биде еднакво на 6, на 6 плюс 2, а тоа е еднакво на 6 на 8. Како оди правилото за множење на степени со исти основи? Правилото е дека кога се множат степени со исти основи, основата се препишува, односно останува иста, а експонентите се собираат. Значи, уште еднаш, кога множиме степени со исти основи, основата се препишува, останува иста, а експонентите, односно степеновите показатели, се собираат. Еве неколку примери. 2 на трета по 2 на 6 по 2 на 9 еднакво. Рековме правилото е дека основата се препишува, значи двојката ја препишуваме, а експонентите ги собираме. 3 плюс 6 плюс 9, тоа е еднакво на 18, значи ќе добиеме 2 на 18. А по А на четврта по А на 7. Кога тука немаме бројче на да, тога се подразбира дека е бројот 1, А на прва. И сега ги собираме 1 плюс 4 плюс 7, ќе добиеме А на 12. М на втора, Н на петта, по М на четврта, по Н. Еднакво на. Со М што имаме? На 2 и на 4, кога ќе го соберам, тоа ќе добиеме М на 6. Со N имаме 5 и едно исто N на 6. Како се делат сега степени со исти основи?
Еве ќе го разгледаме количникот 6 на 6 делено со 6 на 4. 6 на 6, ако го напишеме во развиена форма, ќе добиеме дека шеската се множи сама со себе 6 пати. А 6 на 4 значи дека шеската се множи сама со себе 4 пати. Сега количникот го запишуваме во вид на дробка, нели? Рековме дека знакот за делење е ист што и дробната црта, па количникот можеме да го запишеме и во вид на дробка. Во овој случај, 4 шески ќе се чкртнат, ќе се скратат горе и долу, и горе ќе останат само 2 шески или 6 на 2. Скратено, ако го запишеме, 6 на 4, 6 на 6 делено со 6 на 4 е еднакво на 6, на 6 минус 4, а тоа е еднакво на 6 на 2. Или аналогно на ова, 7 на 5 делено со 7 на 2 е еднакво на 7, на 5 минус 2, а тоа е еднакво на 7 на 3. Како е правилото за делење на степени со исти основи? Кај множење беше дека се препишува основата, а експонентите се собираат. Кај делење, основата исто така се препишува, меѓутоа експонентите тука се одземаат. Значи правилото е дека кога делиме степени со исти основи, основата ја препишуваме, односно станува иста, а експонентите, односно степеновите показатели ги одземаме. Неколку примери. 8 на 8 делено со 8 на 5. Еднакво на 8, рековме основата ја препишуваме, а експонентите ги одземам. 8 минус 5, а тоа е еднакво на 8 на 3. А на 7 делено со а на 3 делено со а. Еднакво, основата а се препишува, експонентите се одземаат. 7 минус 3 минус 1, а тоа е еднакво на а на 3. И c на 8 по c на 4 делено со c на 10. Каде што имаме по, експонентите се собираат, а каде што имаме делено, експонентите се одземаат. Значи тука кај што имаме по, ние горе пишуваме плюс, а каде што имаме делено, горе пишуваме минус. С се препишува и ќе добиеме 8 плюс 4 минус 10. Тоа е 12 минус 10 или c на квадрат. Да разгледаме уште неколку случаеви. Да го разгледаме сега количникот 4 на 5 делено со 4 на 5. Што ќе добиеме? 4 на 5 делено со 4 на 5 еднакво по правилото за делење, дека основата се препишува, а експонентите се одземаат, добиваме 4 на 5 минус 5 или 4 на 0. Од друга страна, ако делењето го запишеме во вид на дробка, ќе добиеме горе 5 четворки и долу 5 четворки, па тие сите можеме да ги скратиме и ќе добиеме единица. Бидејќи овдека количниците се исти, мора и крајните решенија да ни бидат исти. Од тука добиваме дека 4 на 0 е еднакво на единица. Ова важи за било кој број, не нулти, степенуван на нулти степен. Значи, било кој не нулти број, степенуван тука горе во експонент, ако имаме 0, се добива единица. Например, 5 на 0 е единица. 100 на 0 исто така е единица. А на 0 пак е единица. Значи, било кој не нулти број степенуван на 0 е еднакво на единица. И уште да разгледаме степенување на степен. Што ако степенот 3 на 2 треба да го степенуваме на степен 4? 3 на 2 па на 4 рековме ќе го запишеме така што значи овој степен? Дека 3 на 2 се множи сам со себе 4 пати. 3 на 2 по 3 на 2 по 3 на 2 по 3 на 2. А тука бидејќи имаме множење на степени со еднакви основи, основата тројката се препишува, а експонентите се собираат. 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2, тоа ќе даде 3 на 8, или 3 на 8 еднакво на 3 на 2 по 4. Исто така го разгледам сега степенот 4 на 3 па на 5, тоа ќе биде 4 на 3 по 4 на 3 5 пати. Па биде четворката ќе ја препишиме, основата се препишува, а експонентите ги собираме, ќе добиеме 4 на 5 по 3 или 4 на 15. Значи, како се степенува степен? Така што основата останува иста,
а експонентите се множат. Значи, кога степенуваме степен, правилото е дека основата се препишува, останува иста, а степеновите показатели, односно експонентите, ги множиме. Негативен степенов показател. Што кога имаме како степенов показател негативен број? Еве ќе го разгледаме повторно количникот 3 на четврта делено со 3 на петта. 3 на четврта делено со 3 на петта, по правилото за делење на степени со еднакви основи, основата тројката се препишува, а експонентите ги одземаме 4 минус 5, а тоа е еднакво на 3 на минус 1. Од друга страна, ако го запишеме делењето во вид на дробка, тогаш ќе добиеме горе 4 тројки, долу 5 тројки. Ако скратиме 4 тројки, долу ќе ни остане една тројка, односно ќе добиеме една третина. Па бидејќи тука количникот е ист, треба и резултатот да биде ист, добиваме дека 3 на минус 1 е еднакво на една третина. Значи, што кога имаме негативен степенов показател? Кога имаме негативен степенов показател, што правиме? За да го избегнеме, да немаме негативен број, го запишуваме како 1 врз и негативниот степенов показател го пишуваме како позитивен степенов показател. Х на минус а е еднакво на 1 врз х на а. Например, ако имам 5 на минус трета, ќе биде 1 врз 5 на трета. Значи, да не пишуваме минус 3, пишуваме 1 врз 5 на трета. Сега ќе разгледаме неколку други примери, ќе го видиме тоа. Да се упростат изразите и решенијата да се запишат во вид на степен. Тука имаме различни примери. Еве, 4 на трета по 4 на минус 7. Овде што имаме? Ова е пример за множење на степени со еднакви основи. Како одеше множење на степени со еднакви основи? Основата се препишува, а експонентите се собираат. 3 плюс минус 7. Тоа е еднакво на плюс и минус даваат минус. 4 на 3 минус 7. Тоа е еднакво на 4 на минус четврта, а рековме што кога имаме негативен степенов показател? Како пишуваме за да немаме негативен? Пишуваме во вид на дробка 1 врз 4 на четврта. 3 на четврта делено со 3 на петта по 3 на втора на втора. Тука имам делење на степени со еднакви основи. Основата ја препишувам, експонентите ги одземам. Тука имам степенување на степен. 3 на втора па на втора, рековме основата се препишува, а експонентите се множат. 2 по 2, 4. Тоа е еднакво на 4 минус и минус ќе дај плюс 5. По 3 на четврта се препишува. Еднакво на 3 на 9 по 3 на четврта, основата ја препишуваме, експонентите ги собираме, ќе добиеме 3 на 13. Х на петта по х на минус 5. Множење на степени со еднакви основи. Основата х се препишува, експонентите се собираат. 5 плюс минус 5. Плюс и минус дава минус, 5 минус 5 тоа х на нулта, а рековме секој ненулти број на степен 0 дава единица. Х на 11 по х на нулта врз х на 8 по х на втора. Ке разгледаме посебно бројител, посебно имените. Во бројителот што имаме? Множење на степени со иста основа. Основата х се препишува, степеновите показатели се собираат. 11 плюс 1 плюс 0. Долу во именителот исто така основата х се препишува, а експонентите ги собираме. 8 плюс 2. Тоа е еднакво на х на 12 врз х на 10. Тоа е еднакво на, бидејќи дробната црта го има истото значење со делење, а при делење експонентите ги одземам, х на 12 минус 10 или тоа х на втора. Пресметаја вредноста на изразот 4 на минус трета по 8 на втора. Сега ние на овој час учевме множење на степени со еднакви основи. Овде како го видиме множењето,
ќе видиме дека броевите немаат иста основа, дека ова множење не е на броеви со иста основа. Меѓутоа, броевите ние овие броеви можеме да ги направиме да имаат иста основа. Како? Така што 4 ќе го запишеме како 2 на втора, а 8 ќе го запишеме како 2 на трета. И тогаш ќе имаме множење на степени со исти основи. 4 ќе го запишам како 2 на втора, па целото на минус трета, а 8 на втора ќе го запишам како 2 на трета, па на втора. Сега што имаме? Степенување на степен. Како се степенуваше степен? Основата ја препишувам, а експонентите ги множам. 2 по минус 3 ќе даде минус 6. Тука имаме двојката, основата се препишува, експонентите ги множиме, 3 по 2 6, и сега добивме множење на степени со еднакви основи, основата се препишува, експонентите ги собираме, минус 6 плюс 6, тоа ќе даде 2 на нулта, а секој број на нулта е еднаков на 1. 9 на втора по 3 на минус трета. Исто така, и овдека треба да ги направиме да имаат еднаква основа. 9 ќе го запишеме како 3 на втора, па целото на втора, по 3 на минус трета. 3 на втора, рековме дава 3 на четврта. 2 по 2 се множат експонентите 4. 3 на минус трета го препишуваме. Сега добиваме множење на степени со иста основа. Тројката, основата се препишува, експонентите ги собирам. 4 плюс минус 3. Тоа ќе даде 4 минус 3 или 3 на прва, а тоа е еднакво на 3. Еве неколку равенки да разгледаме со помош на степени. Одреди ја вредноста на x во следните равенки. 5 на x по 5 на 6 е еднакво на 25. Најпрво што треба да направиме? Да запишеме дека сите овие имаат еднаква основа. 5 на x по 5 на 6 е множење на степени со исти основи, основата петката се препишува, а експонентите се собираат, x на 6, x плюс 6. 25 ќе го запишеме со основа 5, значи 5 на втора. Ако основата и тука е иста, тогаш за да добиеме равенство, треба и експонентите да бидат исти, односно x плюс 6 треба да е еднакво на 2. Тогаш x е еднакво на 2 минус 6 или x е еднакво на минус 4. Уште еден пример да разгледаме. 3 на x е еднакво на 80. Значи, тука имаме степенување на степен, основата се препишува, експонентите се множат. X по x дава x на втора. 81 ќе го запишеме со основа 3, а тоа е 3 на четврта. Па бидејќи основата е иста, и експонентите треба да бидат исти, ќе добиеме дека x на втора е еднакво на 4, односно x е кој број? 2, меѓутоа тука треба да се внимава дека и решението минус 2 е исто така решение, затоа што и минус 2 на втора на квадрат е 4. Минус 2 по минус 2 дава плюс 4. Сега имаме уште неколку задачи за самостојна работа на учениците, исти примери како претходните, да се запише производот во вид на степен, да се упростат и да се решат следните степени и да се пресмета вредноста на изразот, да се најде x во следните равенки. Исти се со претходните примери, така да мислам дека учениците нема да имаат некој голем проблем да го совладаат тоа. Ви благодарам на вниманието.